Значи таа е онаа изјава која што го запали практично денеска интернетот, имаше илјадници коментари кај нас на Facebook, илјадници реакции. Пеката даваше оправдување зашто е најголем потрошувач на патни трошоци, односно на пари на граѓаните во собранието на Република Македонија, и тоа негово објаснување најде на нож од страна на граѓаните. Пратеникот вели зијан бил, не злоупотребувал ниту денар, автомобилот го купил 35.000 евра поради амортизација наводно затоа што оди секој ден, сега истиот му чини 15.000 евра. Вели доаѓам од Прилеп, град кој е најмногу оддалечен од Скопје, трошам околу 3.000 денари при едно патување до Скопје, а собранието ми исплаќа околу 4.500 денари во зависност колку е нафтата. Нема да бегам ниту да се правдам затоа што немам злоупотребено ниту денар. Возам автомобил кој го купив 35.000 евра, а сега не можам да го продадам ниту за 15, вели Ристовски. Они не се допир со реалноста. Овие се сакам да кажам убедени дека они не злоупотребиле. Демек нема проблем ја што зимам 3 милиона денари. Мислам, срам да те фати. Мислам, стварно не е коректно. Не е коректно да ти трошиш десетици илјади евра. Може би е системот погрешно поставен. Меѓутоа, стварно е неверојатно да потрошиш За до минатата кочани. година Петар Ристевски е рекордер со речиси милион денари земени за патни трошоци во една година. Нешто мора да се менува, бидејќи ова се стварно непристојни суми. Они се толку убедени што они продолжуваат да го афирмираат. Демек абе нема врска, еве ние па 3000 денари вика ја трошам нафта, собранието ми дава 4500. Му даваат уште 1500 денари разлика за амортизација и за патарини. И он вика зијане, како си зија. Ние граѓаните ти го исплаќаме тоа што ти си го загубил. Живееме у држава во која што поише од пола милион луѓе живеат со помалку од $2 на ден.